Двајца полициски службеници од обезбедувањето на претседателката Гордана Силјановска-Давкова го лажеле колегата дека приватно непрописно паркирано возило е службено. Потврди доцна синоќа МВР преку соопштение во кое наведува дека е отворена дисциплинска постапка за двајцата припадници на 6-та управа. Во соопштението на МВР нема податоци дали е отворена и кривична истрага, бидејќи според опишаното се подгрева сомнеж дека двајцата полицајци направиле дејствија кои личат на злоупотреба и на спречување на службено лице во вршење службено дејствие. Дополнително, со полицискиот етички кодекс, полицајците не треба да создаваат или изнесуваат лажни тврдења во поглед на нивната службена положба, статус и овластување. Не е јасно ниту зошто за Поршето, паркирано од Срѓан Керим среде улица, внатрешната контрола спровела постапка дури откако видеото беше објавено на социјалните мрежи, а не кога се случило на 22 март за време на националната жалост про трагедијата во Кочани. Тогаш припадниците на 6-та управа излегле од ресторан и тврделе дека Поршето е службено, но по реакција на група млади луѓе и по проверката на полицајецот кој бил во придружба на пајак возилото, Поршето е подигнато и однесено на депо. Систем. Двете лица кои се представиле како полициски службеници тврделе дека возилото е службено. Со патничко возило Форд Мондео се упатиле кон депото. Полициски службеници од натрешна контрола извршиле проверки на возилото Форд Мондео и констатирале дека истото го управувале полициските службеници распоредени во оделението за лично обезбедување на претседателот на Република Македонија. За една седмица ова е втори инцидент со припадници на 6-та управа. Беше уапсен припадник на обезбедувањето на премиерот Мицкоски затоа што продавал полициски доверливи информации, а двајцата од обезбедување на Силјановска лажеа колега полицаец. Лани пак за еден месец два пати киксна обезбедувањето на спикерот Африм Гаши, кога некој телохранител мафташе со пиштол во заштитена зона на Скопскиот аеродром, а потоа му беше организиран брз премин на конвојот на Гаши за одење на свадба во Косово. Регрутацијата во 6-та управа треба да биде професионална и од обучени полицајци, а не преку лични врски и политички канали, смета поранешниот полициски началник Љубомир Ѓурчевски. Пред се, значи тоа да се поискусни специјалци кои што минимум имаат 5 години работен стаж. Начинот на кој што сега се регрутираат изгледат дека сам по себе регрутират одредени проблеми. Факт е дека години на назад имаме една состојба кога во 6-та управа се регрутираат изгледат лица кои што во одреден период соработуваат или влегуваат во некакви недозволени дејствија, криминогени дејствија. Ѓурчевски смета дека изборот треба да се подигне на највисоко ниво во Бирото за јавна безбедност и во МВР, а тие што ги избрале и поставиле во 6-та управа полицајците кои прават инциденти и кривични дела, треба да си понесат одговорност.